Дневник на регионалната К1 телевизија. Најновите информации ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Едно лице загина, уште 3 се повредени во сообраќајна несреќа на автопатот Белград-Ниш. Загинатата е 27 годишна велешанка. На Светскиот ден на трговијата со луѓе, во Општинската организација на Црвениот крст во Велес се одржа едукативна трибина. Вакцинацијата против сезонски грип започна денеска во центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици. Едно лице загина, уште 3 се повредени во сообраќајна несреќа на автопатот Белград-Ниш. Загинатата е 27 годишна велешанка која само неколку часа пред трагедијата на својот Facebook профил се чекирала дека е на Кале Мегден. Македонската државјанка која загина во сообраќајната несреќа која се случи вчера вечер на автопатот Белград-Штип е 27 годишна велешанка. Тројцата со патници, исто така велешани, со тешки телесни повреди биле пренесени во ургентниот центар во Белград, пренесуваат српските медиуми. Новости РС пишува дека автомобилот марка Ауди 6 со македонски регистарски таблички излетал од патот и удрил во каналот што се наоѓа под патот. Каква е здравствената состојба на повредените за сега не се знае. Медиумите во Србија пренесуваат дека критична била состојбата на 2 од 3 лица примени на ургентниот центар. Во Велес не е регистриран ниту еден случај на трговија со луѓе, но на Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе, Општинската организација на Црвен крст Велес организираше едукативна трибина со средношколци, со цел едукација и препознавање на првите знаци за трговија со луѓе. Трговијата со луѓе е се поприсутна појава во Европа. За среќа Македонија не е во графата на земји во кој што ја има, но тоа не треба да биде причина да не се работи на подигнување на свеста кај помладата популација, вели Веро Љубодевски. Ние мораме превентивно да делуваме и да ги информираме и запознаеме учениците што се случува и како се одвива тој процес. Со оглед на економската состојба, најчесто им се нуди работа, лесна заработувачка, брз начин на доаѓање до пари и поединци го прифаќаат тоа и заменуваат, се решаваат на таков чекор. Отпосле дознаваат дека се измамени, дека не е тоа што им било ветувано, ама веќе е доцна. На Европскиот ден на трговијата со луѓе Општинската организација на Црвен крст организираше едукативна трибина. Присутни беа средношколци или популацијата која најчесто се наоѓа во групата на измамени или жртви на трговијата со луѓе. Додевски вели дека многу е значајно веднаш да се побара стручна помош. Најпрво треба да контактира со нашите колеги, со органите за безбедност, да ги запозна и тогаш службата да си преземе тие активности. Или до било кои социјални работници, до нив потешко доаѓаат, зашто не ги познаваат во другите држави, ама униформираните полициски службеници лесно ги забележуваат и доколку имаат можност да ги известат. Тогаш службата си презема и се прави прифатнивени ресоциализација и се. Според статистиката на СВР Велес, досега во Велес не е регистриран ниту еден случај на трговија со луѓе. Според пријавените договори од 9 монополи од реколтата 2017 година се очекува да се откупат од 24.000 до 25.000 тони суров тутун. Тутунарите пак проценуваат дека ќе има помал род и се надеваат дека поголемата побарувачка ќе им донеси поголема откупна цена и пореална проценка на класите. 9 предпријатија оваа година склучија договори за откуп со тутунопроизводителите. Се очекува овие монополи од реколта 2017 да откупат од 24.000 до 25.000 тони суров тутун. Според тутунарите, оваа година ќе има помал род и се надеваат на поголема побарувачка, која пак ќе им донесе поголема откупна цена, како и пореална проценка на класите. Откупот официјално може да почне на 15 ноември или најдоц на 15 декември. Се уште е неизвестно колкава ќе биде просечната цена за килограм тутун. Минатата година цената беше за 14 денари повисока од претходната, односно 196 денари за килограм.
За предстојниот откуп на тутунот, парите се обезбедени, најавуваат откупните предпријатија. Верификацијата на мострите треба да ги изготви комисијата до 13 ноември. Само денеска околу 200 кавадарчани ја примиле вакцинацијата против сезонски грип. Во Центарот за јавно здравје обезбедени се вкупно 800 вакцини за граѓаните на Кавадарци и Росоман, а во Неготино има вкупно 630 вакцини, од кои 400 се наменети за жителите на Неготино, а останатите 230 се обезбедени за штитениците од специјалниот завод Водемир Капија. Од денеска започнува вакцинацијата против сезонски грип низ центрите за јавно здравје во Македонија. Од Центарот за јавно здравје Кавадарци информираат дека годинава се обезбедени 800 вакцини, за колку што во просек секоја година во овој период имало интерес. Само денеска истата ја примиле 200 граѓани во Центарот во Кавадарци. Освен кавадарчани, имунизацијата од сезонски грип ќе можат да ја примаат и жителите на општина Росоман. Епидемиологот од Центарот за јавно здравје Христе Јовановски вели дека секоја сезона има интерес за вакцинирање на околу 800 граѓани и за истата според предходните години најмногу заинтересираност има од страна на хронично болните и постари лица, но не се исклучени и помладите кои имаат препораки од лекар. Јовановски додава дека доколку биде потребно, ќе се изврши и дополнителна набавка. Во Неготино пак сезонава обезбедени се 630 вакцини, од кои 400 се наменети за жителите на оваа општина, а останатите 230 се обезбедени за штитениците од специјалниот завод Водемир Капија. Доктор Иванка Тодоровска информираше дека за вакцинација најчесто се јавуваат лица со хронични заболувања на белодробниот или кардиоваскуларниот систем, вклучувајќи ги и децата заболени од астма, возрастни деца над 6 месеци со намален имунитет, лица на кои им е потребен постојан медицински третман и слично. Остануваме на истата тема. Вакцинацијата против сезонски грип почнува денеска во центрите за јавно здравје и нивните подрачни единици. Вакцинацијата е единствена превентивна заштитна мерка против грип и се препорачува за лицата над 65 години, особено хронично болните лица, мали деца по 3 години со намален имунитет, здравствени работници и лица со кардиоваскуларни и респираторни заболувања. Колешката Валентина Михајловска со повеќе детали. Започна вакцинирањето против сезонски грип во земјава. Пожелно е да се вакцинираат сите лица кои што сакаат да бидат вакцинирани и кои редовно се вакцинираат, што поскоро да го сторат тоа, поради тоа што е потребно од 2 до 3 недели за да се развие солиден имунитет, вели примариус доктор Билјана Трајкова од Центарот за јавно здравје Велес. Освен постарите лица и хронично болните, пожелно е да се вакцинираат и други лица, порачува таа. Лично апелирам до сите оние кои што имаат работни места, каде што се среќаваат со поголем број на лица во затворен простор. Значи, такво им е работното место. Апелирам да се вакцинираат. Затоа што зимно време, поголема густина на луѓе на ист затворен простор резултира многу често со брзо ширење на вирусот на грипот и обично тие лица се многу изложени на инфекции. Вакцинирањето се врши во просториите на Центарот за јавно здравје секој работен ден. Вакцината е од холандско потекло и штити од 3 типа на вируси. Се уште нема регистрирано случаи на грип, но разликите во дневните и ноќните температури можат да доведат до негова појава. Општина Неготино го објави огласот за пријавување на кандидатури за добитници на највисоките општински награди и признанија, кои се доделуваат по повод празникот на општината 8 ноември, односно денот на слободувањето на Неготино. Огласот започна од денеска, а ќе трае до 31 октомври. Од денеска започна да тече рокот за поднесување кандидатури за добитници на наградата 8 ноември.
Општина Неготино го објави огласот за пријавување на кандидатури за добитници на највисоките општински награди и признанија, кои се доделуваат по повод празникот на општината 8 ноември, односно денот на ослободувањето на Неготино. Како што информираат од локалната самоуправа, признанијата се доделуваат секоја година како израз на највисоко општинско признание, што се доделува за посебни постигнувања во одредени области на поединци и институции од општината. Според одлуката, наградата и признанијата се доделуваат на поединци, предпријатија и други организации и установи, здруженија на граѓани и заедници, чии дела придонеле за нивна лична и афирмација на градот. Право на поднесување на кандидатури имаат сите заинтересирани граѓани, предпријатија, установи, здруженија, месни заедници и групи граѓани, а крајниот рок за доставување предлози е до вторник 31 октомври. Пристигнатите предлози најпрво ќе ги разгледа Комисија за награди и признанија при Општинскиот совет, а конечната одлука за добитниците ќе ја донесат советниците во Советот на Општина Неготино. Наградите и признанијата на добитниците ќе им бидат доделени на свечената седница, која ќе се одржи во среда на 8 ноември на денот на ослободувањето на градот. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во септември 2017 година во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 0,1%, а кај аутпутот се бележи зголемување 2,6%. Индексот на цените во земјоделството во септември 2017 година во однос на истиот месец од претходната година кај инпутот е намален за 0,1%, а кај аутпутот се бележи зголемување од 2,6%, објави Државниот завод за статистика. Во септември 2017 во споредба со септември 2016 година, индексот на цените на инпут, тековно потрошени средства во земјоделството, изнесува 100, а индексот на цените на инпут 2, средства наменети за инвестиции во земјоделието, изнесува 99,0. Во делот аутпут во септември 2017 во споредба со септември 2016 индексот на цените на растителното производство изнесува 103,5, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 100,8. Во предвидениот рок до Државната изборна комисија се поднесени вкупно 48 приговори за постапката на гласање, сумирање и утврдување на резултати од првиот круг од локалните избори, што се одржаа на 15 октомври. Наредната недела, ноќта меѓу сабота и недела, односно меѓу 28 и 29 октомври, почнува зимското сметање на времето, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час назад. Вестите од Македонија. 48 приговори пристигнале во законски определениот рок до Државната изборна комисија. Приговорите се однесуваат на нерегуларности во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од првиот круг на локалните избори што се одржаа во неделата на 15 октомври. Најмногу приговори поднале ВМРО ДПМН 45, ТМОРО 2 и 1 Алијанса на албанците. Во рок од 48 часа ДИК е должна да се произнесе по истите. Против одлуката на ДИК може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа од приемот на решението. Управниот суд на Република Македонија пак по жалбата е должен да донесе одлука во рок од 48 часа по нејзиниот прием. Вториот круг на локалните избори ќе се одржи на 29 октомври. Зимското сметање на времето ќе започне наредната недела, ноќта помеѓу сабота и недела, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад, односно во 3 часот треба да се вратат на 2. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и трае до последниот викенд на март. Поместувањето на стрелките во Западна Европа е воведено во почетокот на 1970 година со образложение дека со тоа се продолжува денот, се овозможува заштеда во потрошувачката на електрична енергија, се зголемува продуктивноста,
се подобрува приспособувањето на луѓето и работниот ден го прави поефикасен. Поместувањето на времето во поголемиот дел случаи се извршува ноќта меѓу сабота и недела, за да не предизвика поголеми проблеми за луѓето кои одат на работа. Русија целосно го укина зимското сметање на времето во 2011, а Исланд е единствената европска земја која не воведе зимско и летно сметање на времето. Сепак некои астрономи се против поместувањето на стрелките и вештачкото продолжување на денот, затоа што сметаат дека природата не треба да се мачи, па дури и ако се правда со економски пресметки. Пожарите кои избувнаа во северниот дел на американската држава Калифорнија уништија голем број винари и десетици плантажи на марихуана. Најмалку 31 плантажа на марихуана е целосно уништена. На многу други им е нанесена одредена штета, а се очекува нивниот број да се зголеми кога властите ќе им дозволат на фармерите да се вратат на своите имоти. Свет во продолжение. Протести во Барселона се бара ослободување на двајцата каталонски сепаратистички лидери кои ја поддржуваат независноста на Шпанија. Солидарноста се изразува со палење на свеќи и скандирање "Не сте сами, слобода", но и со транспаренти на кои што пишувало "Слобода за политичките затвореници", "Европа, помогнете ни". На митингот се придружили и представници на каталонската регионална влада, како и на градското собрание на Барселона. Слични демонстрации се одржале и во други градови. Шефот на британската разузнавачка служба Ендрю Паркер обелоденува дека државата се наоѓа пред најалармантната закана од исламските екстремисти. Паркер вели дека заканата била разновидна, па објаснува дека заверите настанувале во Велика Британија, потоа комплетно се планирале нападите, но имало и случаеви на спонтани напади со употреба на ножови. Според разузнавачот, не биле за подценување ниту заверите кои што пристигнувале од надвор. Велика Британија во изминатите 4 години открила и спречила 20 планирани напади, а во последните 7 месеци спречени биле 7 исламистички напади. Денеска имавме сончево и топло време. Како што информира УХМР, стабилното суво и топло време со позитивни утрински температури ќе продолжи и понатаму. Максималните температури ќе бидат над просекот за овој период од годината. В понеделник ќе има зголемување на облачноста и локални врнежи од дожд, а температурата ќе биде во опаѓање. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Тоа е се за овој дневник. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.